Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание Јаде Бурек на ТВ Сонце. Во овој момент јас се обидувам да воспоставам контакт со мојот гостин, со кого се слушнав претходно и деновиве се договоривме. Тој е еден наш човек од Македонија, Сенат Аруч. Сенат Аруч е жива легенда меѓу фелата и меѓу луѓето и меѓу урбаната герила. Човек со многу работи кој овдека оставил навистина трага и внимание, но е исклучително голем професионалец. Сакам дел од ова интервју малку да разбереме за него. Он повеќе не е во Македонија, он работи и тоа работи глобално работи како успешен во својата сфера. Сега малце да се навратам. Пред некој ден имавме една емисија која повеќе или помалку беше успешна или неуспешна, тоа оставам на вашиот впечаток, а се однесуваше на криптовалутите. Секако тоа е само една од низата каде што повеќе луѓе ќе бидат вклучени кои повеќе или помалку се разбираат во оваа проблематика. Вечерва од Сенат очекуваме максимално да дознаеме за митовите, но и за сајбер безбедност. Емисија за сајбер безбедност, стручњаков од ваковков, од вакво ниво, ја во медиуми во Македонија не сум го видел. Ја вечерва ќе бидам мало учениче и се надевам добар домаќин, а моја желба е да го инспирирам Сенат кој е веќе на линија да ни раскаже што е можно повеќе, па нели, да ни се отворат малку технолошките чакри затоа што интересно доба доаѓа. Сенат, добро вечер и добре дојде. Добро вечер. Добро ве најдов. Како си? Дали си добро? Добар сум, добар. Благодарам на прашање. Океј. Ти моментално се наоѓаш надвор од Македонија. Sejedno ti ќе ни кажеш, бидејќи сајбер безбедност, повеќе си некако компјутерски Джеймс Бонд, се шегувам, но збор два би се... Чекај. Поздрав од Томе имаш. Умацан ни е Олка, Ваков, Швајсува, прави скари, Томе Корнер. Беше 3 пати кај мене во емисија, стари другари сме од времето на диската, ќе биде пак. Многу те поздрави, знам... Заедно следниот пат, заедно, ќе готвиме нешто. Готово. Готово. Дај Боже. Дај Боже. Дај Боже. Машала ишала, тоа би било настан број 1. Еве, ти кажувам. Сенат, ја те знам по отклучувањето на iPhone, но ти имаш голема предисторија. Може ли малку да ни раскажеш вака како еден вовед за зошто не остана во Македонија со твојот голем талент и стручност, како заврши надвор и така, од прилика, малку како еден вовед во емисијава. Значи, ако почнеме историјата како заврши надвор, ќе треба, значи, сите наши гледачи тога да се спремаат со пиџами и да не слушаат цела вечер. Затоа не планирам толку многу да раскажам за тоа. Само генерално ќе кажам вака, значи, работил во Македонија, значи, во многу битни институции и државни и приватни институции, значи, како cyber security експерт. И секаде кај што се вработив како експерт, значи, без да има нека партиска линија или без да лепам плакати и такви работи за некоја партија за да ме вработи. И знаеш како е, значи, кога си вработен како експерт, нема да ти дадат решение, така? Значи, се сеќавам на времето луѓето што ме зедоа таму, се не сакам да споменам имиња, многу вредни луѓе, што знаеја дека ја ќе им бидам на корист. Нажалост, тие се мачеа на времето, знаеш, за решение такви работи. Секојаш беше вратено, овој дечко да не од наша партија, не му даваме решение. Денес сакам да се заблагодарам на сите тие што ме одбија, пошто ќе бе пуштил Македонија. И најверојатно, како што вика Минија Нашки, ќе требаше да молам за секого за да ме остави за работа и такви работи. Значи тоа е завршена работа. Втора работа, што многу битна работа за мене, што нажалост многу наши деца у Македонија што имаат многу поголем капацитет, се некако врзани со некој си решение, така, за работен однос, и што им дава некој си комфорт зона, кај што си земаат некој си плата, си тепкаат на место, и никад не знаат каков капацитет имаат у суштина. Не прават исчекот. Нажалост викам,
Да, нажалост, пошто тоа им е цел, ја мислам дека тоа иде од самата да речам социјалистичка, ние беме една социјалистичка држава, така и навикнати бевме на таков систем, значи државно си земаш една плата, ќе завршиш факултет. Се на уште е така, да те разочарам. Да, значи уште е така. Да. И затоа јас секогаш кога зборувам со мои пријатели викам, треба да пробате нешто да правите надворот вашата комфорт зона. И така да, значи Италија прво работа за италијанска компанија од Македонија, од Гостивар, значи јас сум гостиварчанец. Па не знам, имаше некој коментар за гостиварчаниме, еден дечко таму нешто во врска со гостиварчаниме, само сакам да му кажам дека скопскиве турци многу се далеку од гостиварциве турски. Тоа вие самите ќе го видите со времето. Имаме голема разлика, а нема врска, само да го поздравам од тука. А само за гостиварчани да кажам, има еден гостиварчанец кој е светски познат, кој е број еден во светот на рестораните, Рене во Данска. Ти можеш да си дозволиш да резервираш сега, па до година да отидеш во неговиот ресторан. Мислам дека еден ресторан со 2 или 3 Мишелин звезди, еден од 10 најдобри во свет. Затоа не се зафркавајте со гостиварчани, уште не знаете со кого си имате работа. Не е важно дали е турчин, албанец или македонец, гостиварчанец е посебна сорта. Имаме и Нобелова, така од гостивар, значи нема врска. Сега, за Виаграта, значи тој е гостиварчанец. Не знаев ова, чекај малце. Човекот за Фейзер што ја направи Виагра е гостиварчанец. Не, значи јас знам сигурно дека имаме албанец по потекло, го држи, значи Нобеловец, знам сигурно. Сега мислам дека не се договаравме за ова малце. Да, ама имаме и Нобеловец, така да поздрав до сите паметни луѓе. Нема врска. Ајде да се вратиме на темата. Значи гостиварчанец, работев во многу институции. Значи првата работа што добив покана си заминав за Италија, Милано, работев в Милано, живее, па оттаму за Амстердам и више 7 години сум во Амстердам, значи. Но чекај, они те препознаваат дека си стручен и те канат да работиш таму, така? Да, значи, да. Значи овде не те препозна, а по твојата работа овде што ја правеше те препозна и те поканија да работиш во Европа. Да, значи у cyber security, ако сте у cyber security, значи у самата работа, значи секогаш ќе добиете понуди за работа, значи. Зошто? Пошто не се наоѓа, немаме народ, значи. Значи немаме ние стручни кадари. Кај мене у фирма сега пат имаме стручен кадар. Ќе треба од друга фирма. Ова е глобално. Глобално е, ова е. Да, глобален проблем. Значи ја секогаш викам до младите луѓе. Ако сакате секогаш да имате работа, макар и да има пандемија, одете на IT секторот. Али ако сакате секогаш вие да бирате за која компанија ќе работите, одете на cyber security. Значи у cyber security секогаш ние бираме кај ќе работиме, пошто имаме повише од една опција, пошто не можат да најдат луѓе у cyber security. Значи тоа е работава. Сега ние работиме 24 сата. Тоа е друга работа. Не, ќе те прашам и како е работата и што е тоа, но кажи ми една работа. Ја те знам, ја за тебе разбрав од Трендо 2007 година. Трендо ми е исто близок. Знам дека ти во Оннет работеше тогаш со Пепи Чемиригич, многу добра екипа беа. Но знам он со колку воодушување говореше за тебе кога го донесе првиот iPhone Kids и дека ти го отклучи. Па тој излегоа написи и така натаму, бидејќи да пробиеш заштита на iPhone, дури и денеска не е мала работа, а камоли тогаш кога беше само исклучиво за американски пазар. Сега гледам имаше некоја расправа на Твитер. Си пробил, не си пробил? Што во суштина ти направи па тогаш? Како го отклучи iPhone-от? Да, значи iPhone-от самиот си имаше свој модемски клjuč за да работи само за AT&T Америка. И тоа се прави за една работа, значи iPhone како iPhone на времето кога излезе прв 2007 година, он продаваше само контракти. Значи само со претплата. И пошто беше нов мобилен телефон, никој немаше да даде по 500 или 600 долари кога излезе на времето, затоа се идеше преку AT&T. AT&T ќе даеше некој си попуст за да те држи 2 години со нив. Ја кога го порашав телефонот, кога дојде, многу луѓе не знаат. Ја си правев симплон картички и такви работи,
си прав хардверско хакирање на времето. Ја 96-та година сум го хакирал Телеком. Значи јас сум користел без пари интернет со години, значи луѓето не го знаат. Чекај, како си го хакнал Телеком? Пази, 96-та година за бесплатен интернет. Да, dial-up. Значи ова стана бум на времето, али ја бев многу млад тоа време. Луѓето треба да разберат нешто. Хакирање, знаете ли што е хакирање? Што е? Значи да си земеш, на пример, ова ми е пунјач за слушалките. headphones, така? Добро. Слушалките. Ако му правам некоја модификација да си го полна мојот iPhone, си сум го хакнал ова. Значи импровизација, значи тоа се вика хакирање. Значи не мора да има луѓето си мислат дека се е сайбер хакер. Не е тоа се е сайбер. Сега да се вратиме на темата. Значи не е све софтвер, туку и хардвер. Да. Добро. Ние имавме со Телеком водиме војни на Андернет, Далнет со секакви глупости против Грција и така. Значи ја не сум од вчера, значи што сум рекол нешто случајно по iPhone-от. Па iPhone-от да беше случајно немаше да ви изборам од тука, така? Нема врска. Да се вратиме на темата. И така си завршив, сега моментално работам за Cisco, значи одговорен сум за Northern Europe и Турција. Значи lead architect, значи јас сум буквално за advanced threats, значи напредни рискови. Така, значи, живеам во Амстердам и си патувам по 200 пати годишно генерално. И прошлата година, иако имаше пандемија, имав на 40 летови. Така си живееме. И фамилија, другари сите се во Македонија, така да и тоа ми е многу битна работа да знаеме што се случува доле и еве си помагаме, значи пред 2 недели знаете со јавна соба и такви работи, си имаме еден многу убав интервју со observer.mk, пошто ја у 2012 година давав предавања на основни и средни школи, училишта у Италија за cyberbullying. Ги учеме децава како се заштитат тоа. И така да, тоа време имаше јавна соба, јас си твитнав и после од твитот добив многу покани за портали и едното од нив беше observer.mk. Така да, почнав малце да, како да речам, да помагам на моите луѓе и на мојата држава после толку време, значи, да ме слушаат, да речам, што има да кажам и така. И сега, еве сме тука. Да. Има да кажуваме многу работи. Јас сум ти благодарен затоа што во оваа област потребна ни е многу едукација. Значи ова многу е тешко да го дефинираш како предмет, како некој и искуството на луѓе како тебе и слични, ја ќе се обидувам да го наоѓам и понатаму и за различни сегменти од сево ова, за да луѓето се информираат и да бидат едуцирани. А многу е доблесно успешен човек да своето знаење го пренесува на други, а луѓето да се извлечат заклучоци и да си знаат што и како понатаму. Имено, ти спомнав за интервјуто за криптовалути, каде што на еден или поинаков начин, нели да речам научно популарен, да се доближи што е тоа криптовалути. 10 години слушаме за криптовалути, но мојата интервју започна со следново. Ако допред некоја година сето тоа звучеше премногу илузија, премногу, како да кажам, некоја шема која е понзи неразбирлива или скам шема и така натаму, со излегувањето на најновите криптовалути како национални, руската национална криптовалута, кинеската криптовалута, а и други земји најавија свој национални криптовалути, веќе кај мене ми станува интересно зашто и што е. Имено, прво, јас се обидов и за себе, и за јавноста, гледам дека е ова сложена тема, постојат многу митови, многу легенди, и човек е тешко да разликува што е што. Што е криптовалута? Од каде потекнува? Зошто постои? Што е блокчейн? И така натаму, и тоа се обидувам да ги разјаснам тие поими, па би ти бил благодарен ако ти можеш да ни помогнеш вака, да ни разјасниш некои работи. Вака, значи, прво и основно, ја нема да опфаќам, значи, копување или майнинг процесот. Значи, тоа е друг процес. Иако знам, ја не сакам да зборувам во области што не сум експерт. Значи, јас беше со тебе, да ни правиме еден редослед што ќе правиме.
Така да според наши родители ние ќе одиме за митови, значи. Многу митови има за биткоинтиве. После ќе идеме нешто како да се штитат, како да ги заштитат своите ресурси, своите асети. После ќе идеме на тренд топици што се случува во светот и после ќе затвориме со некој си recommendation или пак препораки што да направи. Фала, Значи, професоре. Прво и основно, вие рековте дека почна национални валути, така? Значи, руската, кинеската и така натаму. Значи, разлогот на тоа што за брзо време ќе имаме национални интернети, значи. Значи, Русија ќе се отцепи од глобалниот интернет, Кина тоа го прави со години, Европа сега се мисли што ќе направи и така натаму. Ова се случува пошто на сите им ја више преку глава ова надмошната контрола на Обединетите на Америка што го има над интернетот. Да. Значи, затоа сите сега ќе ставаат по некои си граници царини за интернетот. Значи, ако сакаш да стигнеш до некој си сервер во Америка, ќе мора да поминеш низ интернет граница од твојата држава. Ова го прават поради многу причини. Го прават пошто не сакаат да зависат од некој Twitter, не сакаат да зависат некој на некому да дава она freedom of speech, а на некому да не го дава. И другата работа плаќање на даноци, такви работи, затоа почна. Ова е една голема тема, ќе видите за едно 5-6 години ова ќе се случи. Затоа и многу интересно, ова прв пат слушам овакво нешто дека се иде. Но тоа бара големо хардверско поместување на изградба на нови сервери? Не? Ништо не знам тогаш. Тоа се случува многу брзо. Сега кај е проблемот тука? Проблемот е што првата работа, значи, ова иде, значи заедно идат некои работи. Значи, отцепување на интернетот, ставање на царина на интернетот и после ќе идат на секоја држава своја криптовалута и така натаму. Првата работа, значи ако почнеме со митовите, значи, многу луѓе прашуваат дали криптовалутите се сигурни. Значи, дали се сигурни. Се вака, нема црно-бел одговор тука. Се и не се сигурни. Значи, вие ако не ги пратите тие без практисиве, значи, тогаш нема да будат сигурни. Вие ако си ги пратите сите тие правила на игра, како да ги штитите вашите работи, тогаш ќе бидат сигурни. Сега тие што не пратеа, тие платеа, значи како MTGOX, како Flexcoin Exchange, овие exchange платформи што се акираа на времето. Тоа е една работа. Втората работа, значи кога го поврзуваме, значи дали биткоинот е сигурен, автоматски може да видиме дека почнувајќи од 2014 година, пошто ја работам у malware, значи advanced malware, значи вируси, значи комплицирани вируси, значи вируси што не се детектираат, APT ние ги викаме тие. Значи, ние гледаме дека од 2014 па наваму многу вируси се прават специјално за биткоините, за биткоин валетиве и такви работи. Значи хакериве почнаа да таргетираат не кредитни картички, него биткоин валети. Ова што гледаме е една работа. Значи, митот, дали биткоинот е сигурно? Да, сигурно е, ако си играш со правилата. Втората работа. Многу луѓе прашуваат, ако користам биткоин, тоа значи дека е илегално. Или многу луѓе си мислат дека само илегалци користат биткоин. Тоа не е точно. Уопште не е точно. Разлогот за ова е со Silk Road. Значи, кога падна Silk Road, Underground, Tor, Marketplace-от, кај што се продава кокаин, хероин и секакви работи се плаќаше преку биткоин, секој си мислеше демек биткоин се користи само само се користи од Пабло Ескобар, така? Да им наплати на луѓето. Така, дека се користи на Dark Web, дека се користи за криминал, перење пари. Не е точно. Така? Не е точно. Може да се користи за тоа, али не е точно. Не е направен за таа работа. Сега, третата работа... А зошто е направен биткоинот? Сената. Кој го направи? Зошто го направи? Што е биткоин во суштина? Така, значи биткоин е плакаш за енергијата што ја користиш за да има некој неутрален transaction approval и monitoring сервис без да се користат традиционалните банки. Тоа е. Значи биткоин е една голема банка, човече. Значи ти кога идеш у банка и кога ставаш пари, таа банката си има свој регистар кај колку пари имаш и кај ти стојат парите. И ти кога трошиш, а таа банката си го намалува од тој регистарот. Ако таа банката пропадне, значи твоите пари пропагаја со таа банка, пошто регистарот на парите се во таа банка, толку. Значи нема некоја
друга варијанта тука. Сега, кој го направи? Јас сум сигурен дека еден човек не го направил. Можда он го имал како идеја, можда он го имал како архитектура, можда он го имал како да речем, како формула и такви работи, али најверојатно ова е тимска работа, можда и почнал на еден човек и натаму. Сега, многу интересна работа е тука. Многу луѓе прашуваат на каква вредност ја можам да го врзам биткоините. Пошто знаете, парите се врзува на злато, се врзува на сребро, се врзува на нафта, така, на нешто што го фаќаш со рака. Биткоинто се врзува на струја, на трошење на енергија. Пошто за да можеш да го користиш биткоинтот, некој мора да троши енергија за да ти го верифицира што купуваш, за да ти верифицира колку биткоинти имаш, за да ти го верифицира дека ја плаќам на Јанко и дека на мене ми се намали од 10 биткоинта 5, за ова плаќаш ти. Исто ја кога ти плаќам тебе со ПП 30 кајнес, како се вика тие за плаќање? Налози? Нели земаат процент, така? Нели се зема и картичка, исто е. Значи и со биткоинтот ние... Но ние имаме Народна банка. Значи сите транзакции што ги имаат банките се централизирани во еден монетарен систем кој го врши таа контрол. Биткоинот, кој е центарот? Ја колку разбирам, нема центар. Нема, секој е центар. Значи секој човек е центар. Значи, ја чим отворам свој wallet, пред некој ден го отворив, значи, ја не само за себе, јас сум влезен веќе во целиот тој синџер. Значи, вака, ти ако регистрираш биткоин акаунт, и ја ако плаќам сега, ако му пракам на биткоинти на Томче, да си купуваш некоја Луи Вутон чанта, знаеш дека он ги сака, да? И саатот, значи, саатите, да, Ролексче. Да. Ти ќе го видиш тоа. Ти ќе го видиш таа трансакција. Ама не да знам чија е анонимноста останува? Не баш. Ќе видиме тоа. Не баш. Сега. Финта вака е. Биткоинто се врзува на пауерот. Значи се врзува на трошената струја и енергија, пошто ти значи учествуваш во самиот систем. Значи исто како SWIFT, нели SWIFT, ја кога плаќам тебе, интербанкарско, значи како клиничка куќа исто. Тоа го плаќаме ние, пошто ако луѓево стопираат луѓево да прават майнинг, тие ќе стопираат и да верифицираат, тие ќе го стопираат и легерот, значи легерот е студијата, така? Тогаш нема да правиме, не можеме да купуваме. Значи за да работи целиот систем, некој треба да копа и некој треба да верифицира кој троши. Значи, копањето во суштина е одржувањето на системот. Да, дефинитивно да. Сега, кај што сот? Многу луѓе сакаат да го врзаат биткоинтот, така како што ги врзуваме парите на злато и на сребро, така? Добро. Многу просто е. Биткоинтот е CPU power, значи буквално струја. Значи Никола Тесла, ништо побише од тоа. Пошто ти денеска, ако сакаш да си рентуваш, така, некој си сервер, плаќаш колку процесори ќе користиш, колку RAM ќе користиш, колку струја ќе користиш, тоа го плаќаш. Значи, у целиот IT world, значи јас сега ти зборувам тебе, струја трошиме. И интернетот е врстен. Значи, све се врзува на тоа, значи. Сега. Друга работа, од многу другари слушам ја, дали ќе се користат некој ден биткоинтиве на место на кредитни картички или дебитни картички, така? Не, нема да се користат. Па нели излегоа веќе Виза извади Виза, Мастеркард веќе има со криптовалути. Што е тоа? Да, и ја имам. Да, али прво треба да ги конвертираш од крипто на нормална валута за да ги трошиш инстантно. Така, не можеш директно да ги трошиш, него мора да ги конвертираш. Не. Да, затоа што трансакцијата трае 5 минути. Замисли стигаш на каса, купуваш цигари и чекаш 5 минути на терминал за да ти се валидатира, значи не може. Значи технички моментално не. Вика со quantum computing, значи со quantum компјутериве ќе можеме до побрзо, тоа ќе видиме. Значи моментално тоа е лимитацијата. Нема врска, не може тоа. Не е до брзина на интернетот, него е брзина на легерот и на брзина на верификација дека ти имаш пари, дека ти пракаш нему и така напред. Затоа не можеш да користиш биткоинти на каса, што ќе чекаш 5 минути. Значи, лагот на податокот, на обработката на податокот не може да биде побрз од ова. Значи, џабе се надеваме и на овие 3000
сателити на Елон Маск што ги стави за супер брз интернет цел свет? Не. За сега не можеш да купуваш со биткоините директно на посттерминал, пошто 5 Значи минути морам да идам, трансакцијата. најдобро е да идам во менувачница. Да, али тоа е мануелно, значи ти уменуваш кога продаваш биткоините, ти чекаш 2, 3, 4 минути за да се верифицира трансакцијата. Значи, затоа да го затвориме оваа тема, биткоините за сега со денешната технологија никад нема да го сменат кредитна картичката, брзината на кредитната картичка и на дебитната картичка. Сега, Браво, дали мајсторе. криптокуренците, значи дали биткоините е понзи шема, тоа нели малце спомна? Не е понзи шема, значи. Затоа Не е тоа балон кој ќе експлодира? Не. Нема што да експлодира, значи ќе падне на тоа на вредноста што било. Значи. Ако ние најдеме начин како да копаме повише биткоини и како да направиме побрз легер и побрз блокчейн со помалку трошена енергија, струја, тога така ќе му падне и пари и цената на производството. Исто ти е. Значи све се врзува на цената. Значи Сега, колку повеќе обновлива, бесплатна и ефтина енергија, толку повеќе вредноста може да расте и побрзи транзакции да имаме. Што? Ова е целта сега. Повеќе енергија. Затоа Елон Маск влегува во тоа, пошто си има соларни енергии, така? Да, ја направи, најмногу вложи во соларна енергија и најголемата гигафактори за акумулатори, за батерии. Да, и сега купи милиарди од биткоин. Дого го зема, он го промовираше. Дого. Па рипна многу горе, па падна доле. Веќе мириса на берзанско работење. Па тоа е, значи, пази, значи, пак идеме на тоа. Значи, он си има соларна енергија, си го има технологијата, он човекот може да се копа колку сака. Иако има лимит на копање, се става лимит на копање, ама лимитот на копање се става, сега не сум експерт во тоа, само знам дека има лимит на копање, ама чим може да се стави лимит, може да се извади лимитот. Значи, не навлегуваме. А кој го става, кој го одредува лимитот? Тоа мислам дека тоа се определува помеѓу колку е цената, пошто пази, секоја трансакција кошта. Значи колку кошта трансакцијата. И кога тоа трансакција кога иде многу скапо, отвораат повише копање. Кога паѓа, затвара. Мислам дека така е. Пази, ја не сум експерт за копање, реков. Ова ме потсеќа цената, ова ме потсеќа со нафтата. Нели? Кога иде цената на нафтата, кога паѓа, на оѓалиштата ги затвараат вентилите. Значи помалце произведуваат за да цената не падне многу доле. Па кога поборувачката е голема, он повеќе произведува. Истите правила се? Мислам дека се истиве правила. Не знам. Учиме искрено да ти кажам, многу корисни работи научив до сега од тебе. Те молам, ајде, можеш ли уште ова да ми разјасниш? Што е блокчейн? Значи блокчейн е вака, значи тоа викаат, значи секој блок вака од една трансакција, значи ја дека сум пратил тебе пари и ти дека си пратил мене пари, не го држиме ја и ти, него се дели на блокови и се дистрибутира низ целиот блокчейн. Значи дистрибутет систем. Тоа ти е како да земеш една архивска книга, така? И да си го поделиш на 100 парчиња и да си го делиш архивската книга на 100 луѓе. И таа архивска книга да биде исто во сите 100 луѓе. Секој запис да има кај сите 100 луѓе. Тоа е блокчейн. Значи, но дали од безбедносен карактер е тоа добро? Или тоа се само сегменти чии конечен клуч на декрипција што сме направиле јас и ти, го имаме само јас и ти или имаат увид сите? Затоа што мојот гостин велеше дека таа архивска книга се дели на 100 парчиња, да речеме 1000, 2000 и иде на сите. Но само јас и ти, заради нашиот клуч на декрипција кој го имаме во нашата транзакција, можеме целосно да го видиме целиот документ, целата книга. Дали е ова мит, дали е точно? Се не знам зашто сте збореле, само вака. Значи секоја трансакција што се случува у блокчейнот, у биткоинот е транспарентна. Готово. Сега ми е јасно. Значи, ја ако пратам тебе пари, секој ќе види биткоините, секој ќе види дека овој новчаник со новчаник број имаме, така? Ја имам уникатен новчаник број, ти имаш уникатен новчаник број, дека овој новчаник со овој број пратил еден биткоин на тој новчаник со овој број. Толку.
ова е јавно, ова не може да се крие, нема шанси. Значи во секој компјутер кај што е инсталиран биткоинот, значи како апликација, десктоп апликација за майнинг или за подпис или за све, секој кога го види ова. Кај се сега, вади? Добро, повели. Кажи. Не, ја скоро пред недела дена отворив новчаник онлайн. Добро. Ми бара пасош, слика, морав да потврдам така идентификација неколку нивоа. Чекај, ти си отворил Exchange акаунт. Не си отворил BTC Wallet. Не, имам BTC За BTC Wallet. Wallet не ти треба. Имам Wallet и За имам... BTC Wallet не ти треба пашош. Не ти треба пашош. Не, они ми За бара BTC Wallet, нешто идентификација. Да, затоа што си отворил Exchange акаунт. Што кажеш? Добро. На што го направи? Не знам како се вика страната, не знам ни дали го имам ја во мојата овдека каде го... Не. Значи имаш Coinbase, имаш Revolut, ја користам Coinbase, Revolut. На Coinbase, значи има повеќе места каде се вата. Да, ама Coinbase е трейдинг платформа. У Coinbase така. Ти ако купиш, да, значи тоа е како банка. Coinbase ти е како банка, затоа ти барал верификација. Така. Ама јас сега имам и новчаник таму. Да, ама тоа за да отвориш новчаник не ти треба Coinbase тебе. Не сум требал. Ја мислев дека ова све го правам за да отворам новчаник. Видиш, не сум ја разбрал добро работа. Кај беше требаше да се видиме кај Томе малце таму да седнеме на софра, све ќе беше Ама јас слушнав дека јас слушнав дека Томе донирал некој си 100-150 биткоинти што ги има, па мислам затоа ти отвори новчаник, така? Да. Абе ќе ве киднапираат, да не зборуваме. Да. Му го продадов рецептот за плескавици од Метропол, таа старата рецептура. Сега, да идеме на најголемото прашање. Ајде. Дали биткоин, значи купување, мајнинг на биткоинот е фрлање на енергија, придонесува на многу трошење на енергија и такви работи. Така се ќе ви кажам. Дали верувате дека целиот биткоин светот троши помалку енергија од една банка, помалку енергија од нашава стопанска банка, дали верувате? Чекај сега, ти сакаш да го разбиеш митот дека ова трошело многу непотребно е енергија, електрична се трошело, загадување и така натаму. Колкава е се вкупната потрошувачка на биткоини, значи на тој блокчейн? Значи целиот свет троши помалку трошосиве колку што троши нашава стопанска банка. Колку филијали, колку вработени, колку сервери, колку верификации, колку ATM терминали, колку пост терминали, колку трошат овие. Биткоинот не троши толку. Значи ова да се разбереме. Кој кажува дека биткоинот троши премногу енергија во споредба со класичното банкарските системи, се лаже. Дефинитивно се лаже. Не е ни 1%. А колку се троши? Вака, колку милиони киловати трошат банкиве за 1 саат низ цел свет? Колку филијали, колку сервер, дата центри, колку, значи нема врска. Сега. Дали постои физичка биткоин? Значи многу ме прашуваат, значи. Дали постои како пара, значи како метална пара? Добро. Пошто знам дека луѓе купувале, знам толку глупи луѓе што купувале од AliExpress биткоинти значи не сум знаел дека има да си порачам еден, па може ќе препродавам некому, што знаеш. Кај Томе у кафана ќе плаќаме со биткоини. Значи не постои. Тоа не постои, тоа е голема глупост, значи. Така. Сега, другиот мит е дали Сатоши Накамото е креаторот на биткоин. Така? Никој не знае. На Википедија стои дека е Сатоши Накамото и дека тоа е многу гениална работа. Но зошто ја направил? Така, значи, ја мислам дека најголемиот раздор за креање на биткоинот е пред биткоинот не имаме биткоинот, да ви раскажам како. Како? Значи пред биткоинот нели луѓево игра онлайн покер, така? Ски си собереш поени и со тие поени купуваш некои си виртуални работи. Значи ние имаме виртуални пари. Пред биткоинот имаме виртуални пари. Али како ги купуваме тие виртуални? Или со играме многу, па добиваме поени како пари, така? Или си ставаме 10 евра, па си купуваме 100.000, 200.000
паричиња, така, оние коин што се вика, и после со тие игравме игри, како StarCraft, како што ја знам таму, Farmville, така, и такви работи. Значи, ние ги имаме тие. Сега со биткоинот, само се смени шемата, значи го извадија од тоа виртуалниот свет и го донесува како средство за плаќање. Што е разлогот, никој не знае. Значи, само тој што го креира. Знае зашто го направил, со која идеја, али јас сум 100% сигурен дека он немал ваков план. Он немал ваков план дека биткоинот ќе се користи како не ми се верува. Пошто многу работи во IT светот, ти планираш едно, али кога ќе фати кога ќе фати некој си да речеме она еуфорија, може да се претвори во сасвим друго. Значи, ние тоа го гледаме и во многу други технологии. Значи, затоа не верувам дека човекот мисли дека еден ден биткоинот ќе стигне до ова работа. Сега. Добро, повели? Да, значи ме праша, така, дали има анонимност? Не, нема. Значи, пази, има и нема. Сега, кај е штосот? Штосот е во тоа што колку и да си направиш трансакции помеѓу себе, значи од офлайн на офлайн, да речеме валети или хот валети што ги викаат, на крајот треба да ги кешираш. Значи треба да ги кешираш парите. И тоа кеш процесот, значи дали викаат follow the money, прати го парите, ќе знаеш кај е, така. Сега, иако ги прати сите правила, така, и сепак секогаш ќе има опција и отврда за да те фатат. Освен една работа, тие викаат Tumblr се викаат, значи Tumblr се вика сервиси за перење на биткоините, сега да не ги учам нашиве. Значи тоа е да, значи laundry сервиси што користат Tor нетворки, значи хостирани хостирани валети, онлайн валети на Tor нетворкот, али значи анализиве покажуваат дека не е толку анонимно. Сепак колку и да зборуваат дека анонимно, не е анонимно. Знаеш што прават тие? Значи целата трансакција се случува од Tor нетворкот, кај што немаме увид, така се делат биткоинтиве на многу мали парчиња, на многу нови валети, па после тие валети префрлуваат на други валети, па после се собира на едно место и после пак се излегува нормално. Пази, не сум експерт за ова. Значи, само знам. Ќе збори некој друг, но во секој случај знаеш, понатаму ние ќе треба да видиме, нели, тука многу збонува забрането ли е, не ли е забрането, дали е криминал или не. Ние на Балканите обично знаеме површно. Има луѓе кои се многу информирани, тоа е една мала затворена група, скоро како секта, малку се однесуваат, бидејќи најверојатно можеби и тука стравот да не бидат прогонети заради нелегално, бидејќи нели Македонија има некој закон, не смееш да имаш сметка надвор, пари надвор од овој и некои тие правила кои мене се уште не ми се познати, ќе го откривам. Но во Хрватска, ја ова го кажувам и го кажа во емисија, пред неколку месеци е продаден легално автомобил кај дилер на Ford Focus со биткоинче, цален бите, си го платил на... Како? Не е проблем, уопште, Европа има многу места кај што можеш да се купиш. И нормално разгледував, значи буквално можеш да купиш што сакаш. Куќа, имот, патување, материјални добра, софтвер, хардвер, што сакаш можеш да купиш. Што сега ме збунува во оваа виртуелност, а од друга страна легализација. Како таа легализација се проследува кога ја за секое мое плаќање плаќам ДДВ, плаќам данок и така натаму. Колку е ова укомпонирано со законите на другите земји и не знам дали знаеш кај нас, дали знаеш како е во светот и кои се трендовите? Значи вака, ја не ги знам финансискиве закони на државите. Значи навистина вака, ја знам дека во многу држави можеш да си купиш во биткоинти без да ги конвертираш. Значи без да ги конвертираш нормално. Али како ќе направи Народна банка или пак аудит или тоа не ги знам. Значи тие правила не знам, треба да се видат. Има онлайн менувачници кои го даваш биткоинот и ти префрлаат на твоја сметка кеш пари. Ама тоа е друго, пази. Јас стигам кај Форд. И отварам мојот валет и префрлувам БТЦ на неговиот валет. Е друга работа.
стига му Форд, така, и има машина за конвертирање на биткоините на евра. Си ги ставам биткоините, ве, си конвертирам на евра и си плакам, тоа е друга работа. Се како го платим? А постои Ова треба да едното се и види. другото. Како не? Како не? Мене ми е кажано според информациите дека па дури имав и ја прикажав, има и таква менувачница Македонија онлайн, заборив адресата во моментот, но дека Форд не примал директно. Мислам дека Тесла на Елон Маск е прв кој директно продава за биткоини. Значи, директно можеш, без да ги... А овдека мораш да идеш да ги дадеш во менувачница, па таа менувачница, според дадениот курс во тој момент, колку е биткоинот, ќе ти ги трансферира средствата и ги трансферира на Форд дилерот во толку и толку евра и ти си ја земаш колата. Бидејќи дилерот не му требаат биткоини сигурно у Хрватска, току му треба кеш пари, он треба да го плати тоа ауто, тоа е платено со плата, чини и така натаму. Добро, некој друг ќе збори за ова. Ваквите трансакции дали се безбедни? Пази, еден биткоин вреди колку беше? 59, помеѓу 59 и 49.000 долари. Тоа е никој ни на крај памет не очекуваше дека олку ќе отиде вредноста. Еден биткоин може да значи живот и смрт, не знам, од просперитет до пропаст некому. И луѓе влегуваат во тие, нели, некој сака майнинг, некој во трейдинг, па да заработи она, ама тука е, мислам дека е повеќе берзанско работење, купиш ефтино, па продадеш скапо и претпоставам некој друг ќе го збори. Но колку овие волети, ти рече дека сега на мета на хакерите не се толку банкомати и банките, колку што им се толку паричниците на овие кои чуваат биткоини. Како е за биткоин? Да. Значи најдобро како е. Значи вака, прво и основно имаме три врсти на валети. Значи имаме онлайн exchange валети, значи ти што си го отворил тој валетот, така? Тоа го викаме exchange валети. Значи тој валетот е онлайн. Значи затоа треба да има треба да знаеме дека носи некој ризик. Втора е офлайн валетот што си го чуваш во твојот компјутер, тоа го викаат cold, значи топло и ладно. И после имаш легери, значи хардверски токени, ја имам мојот, уташна ми е, можда сега да не станувам да ви покажам. Тие се како USB стикови и си го чуваш приватниот кеј и си го чуваш сите работи во самиот хардвер. А тоа ли е тоа тие што изгореле си го заборел, имал 100 биткоина, па ја заборел декрипцијата. Значи хардверски ти можеш да си го чуваш на твојот USB стик. Значи тоа е cold storage, така наречено. Не онлайн. Тоа е буквално офлайн, е cold се вика. Другата работа, значи кога се ја генерираш твојот приватниот пасворд или приватниот space case, ти дава тебе некои си зборови. Тие зборови се рандом. Значи можеш да видиш се chat, frog, jacket, shoot, англиски, разбираш? И треба сите овие зборови да си ги пишуваш, треба да си го принташ на една хартија, буквално. Значи да си го принташ на една хартија што не се уништува многу лесно и да си го ставиш у банка. Оти нема шанси да го запомниш. Тоа е голема енкрипција, така? Да, голема енкрипција. Колку е тоа? 256 битна или? Сега вака, значи ти можеш да идеш до 2048. Сега не знам во најновиот стандард. Само ќе треба олкава книга да имаш после за шифрата. Да, значи hash long. Сега ќе видиме. Слободно. Ако сакаш и покажи. Значи тие енкрипции се многу големи и често пати велат дека има луѓе кои заборавиле на својот лаптоп, ги чуваат, па не можат да се сетат. Имаше сега некој вика два пати пробал, му одбило и сега третиот пат ако проба да отвори, ќе му се уништи тоа и човекот не може да се сети која му е шифрата за да си дојде до огромна сума на криптовалута, на биткоини. Да, значи тоа е 256 битен број. Сега вака. Кај што со? Кажи малце на луѓево на децава што е 256 битен број. Значи вака, значи во компјутерскиот број имаме битови, така? Значи поштуваме од еден па идеме до многу битови. Сега
според стандардот на енкрипција, значи 2048 битови и така натаму, значи сите овие од 16, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 1024, 2048 и така натаму. Тоа е, значи, колку долго ќе биде, значи ти пишуваш Јанко и според некој си алгоритам, Јанко ќе биде 256 карактери долг пасворд, значи ќе ги на свој пасворд. Тоа се вика. Да не навлегуваме на тоа. Тоа е енкрипција и хешинг и други работи. Сега. Другата работа што треба, значи recovery password, тоа што кажуваш ти, значи што ако проба уште еднаш ќе му се уништи такви работи, значи тие се принтираат, се чуваат во 3 места, се даваат се дистрибуирани с фамилии и такви работи. Тоа е многу битна работа да се. Како формулата за Кока-кола. Да, исто така. Сега, да се вратиме на безбедноста. Сега. Добре. Првата работа, ако користите exchange платформи како ти што ми рече дека користиш Coinbase и такво нешто, така. Треба секогаш да бидеме предпазливи со овие платформи. Значи тоа е една работа. Значи секогаш носат некој си риск. Пошто тоа е така. Втората работа, мора да имаме second фактор. Значи SMS верификација, Google генератор верификација и такви работи. Значи кога ќе се логираме, значи да имаме username, да имаме пасворд и да имаме second фактор. Тоа е многу битна работа. Сега, да. Али што се случува? Имаме SIM swap attacks, значи значи луѓе што изгубија најголем број на пари на биткоинти, изгубија со SIM swap attack. Како е тоа? Значи јас знам дека Јанко си го има пасвордот за Coinbase. Ја му го дознавам пасвордот, ама телефонот ми бара SMS, така. И што правам? Идам у Телеком, си наоѓам, си го откупувам некој, викам смени му го SIM картичката на Јанко. И на твојата SIM картичка наеднаш станува офлайн, ми го префрлуваат твојата SIM картичка во твојот број во нова SIM картичка, си го добивам SMS-от и тебе ти го испразнуваат акаунтот. Ова се случи. Сега дека ни се остане. Phishing attacks. Не треба да кликаме на све и све што ќе стигнат од нашиве exchange платформи. Значи ти имаш Coinbase, така, ќе добиеш мејл од Coinbase, навидум си добил некој си награда, навидум дека те хакирале, па сакаш да се логираш, треба да пазиш од каде идат мејловите. Трета работа, навистина треба да пазиме од малвери, значи од вируси, значи да не бидеме инфектирани. Значи нашиве компјутери или телефони да не бидат инфектирани дур се логираме на нашиве онлайн платформи. Сега, офлайн легари, така. Значи да речеме, не си го користиш Coinbase, него си го користиш сам своето, си го инсталирал биткоинот, си го користиш своето. Тука е една и основна работа. Треба да имаме стабилен оперативен систем, лиценциран оперативен систем. Така. Знаете дека секој што ќе добие вакцина, ќе добие и без пари ова Microsoft лиценца, така? Луѓево што А тоа беше добар виц, вика како се осеќате после вакцина, имам неодолива потреба одма да го регистрирам, вика Windows-от. Windows-от, да. И сега, друга работа, бекап. Мора да имаме бекап на нашиве машини, значи. И најсериозно им препорачувам да користат виртуална машина во самиот Windows, само за биткоинот да го чуваат, во изолирана инстанца. Тоа им го препорачувам. Значи, да се инсталираат VirtualBox, да се инсталираат Windows или Linux и да се ја користат тоа како оперативен систем во оперативен систем за да се направат транзакции. Се, одиме на офлайн, значи на хардверски валети, така? Таму треба да пазат колку висока е енкрипцијата. Една работа. Втора работа треба да пазат дали има бекап. Значи, дали може да се бекапира, значи, дали може да има повише од еден. Сигурно да може, некој не го дозволува тоа. Треба да бидеме, како се вика тоа, multi-signature, значи, особено за компании, значи, или некој што има повише биткоинти, да има multi-signature за верификација на трансферот. Значи, не еден, него двајца да верифицираат. Вакви технологии, вакви софтвери постојат. Значи. Апдейтиран софтвер, тоа мора да има. И, значи, како и да е... А кој е тој софтвер? Ова е хардвер, ова е, значи... Тој хардвер користи ли некаков софтвер за да ти тоа го префрлиш таму? Кој се тој е лиценциран софтвер исклучиво за тој хардвер? Уникатен? Да, значи уникатен е. Тие се викаат embedded operating системи, значи закачени оперативни системи во самите. Значи тие USB-а кај што ги чуваме биткоинтиве, тие се мали компјутерчиња.
Значи не се она класичен USB стик кај што си ставаш документи. Може да му ставиш документи, ама си има смал свој оперативен систем. Сега, уште нешто многу интересно што гледаме сега, значи многу луѓе се хакирани низ цел свет и нивните машини се користат за минирање, за копање на биткоини. А не ни знаат. Не ни знаат. Ако слушате дека наеднаш компјутерот виши или дига температура или не знам што, две работи, или не сте го чистеле добро кулерите или некој си копа. Значи тоа е тоа. Мене еднаш ми се случи, морам да признам и се чудев зошто сите 8 јадра, нели 4 јадра и 4 виртуелни јадра од процесорот на максимум. Дува, викам, што ли му се случува? Може да си правеше некои апдејти, значи, без разлика. Не се случува тоа. Може сум помогнал на заедницата не сакајќи. Велат многумина дека копањето не се исплати, бидејќи месец дена вика ќе потрошиш многу повеќе струја од што ќе заработиш и повеќе не се исплати тоа домашно копање и значи други начини се бараат сега како луѓе да заработат со тоа. Рековме со тебе нема да го збориме, ќе збориме за безбедност, иако прашање има до тебе. Знаеш, се збориме биткоин, но има пи, има грамфри, има разноразни некои криптовалути кои се под криптовалути, која ќе дојдеш до некој сегмент таму количина квантум, можеш да ги претвориш во биткоин и што ти ја знам. И многумина го спомнуваат пи, го спомнуваат грамфри и не знаат што во суштина функционира. Значи, уште еднаш ќе повторам, ги знам сите, што сум ги слушале, не сум ги анализирал да знам за кои платформи се направени така на. Значи, само што можам да кажам, најголемиот таргет сега ќе бидат мобилните, пошто бише ние носиме еден многу powerful, значи јаки машини носиме у джеп, можда во тоа ќе биде иднината и можда тамо ќе почне. Сега. И тоа има. Пито е. Пито е. Да, пито. Ја не го немам тоа, не сум го пробал, значи чим го има, чим луѓе го има, чим Apple овој Android, значи чим Play Store го апровилар, значи не е нешто лошо. Мислам. Сега. Кај што со recovery key-овите мора да бидат принтирани и ставени у банка. Значи тоа е битна работа. Повтори. Да не се заебавате после со recovery key. Значи ако си го заборави пасвордот, тоа долгио за да си го вратиш. Принтирај, стави го у банка. Сними у DVD. Купувај добри, убави DVD дискови и сними го во DVD дисковите, стави го во сефот. Значи тоа е една работа. Одвои ги recovery key-овите, не ги држи во едно место. Давај на женати, давај на синти, ставај во две банки и такви работи. Ова зборувам за луѓе како Томче Нашио, што има над 100 биткоинти, така, значи ние сега. Altering recovery case. Ова е многу dangerous, али знам луѓе дека прават, менуваат некои букви од recovery case, само што он ќе го памти, ама пазете се од тоа. Што друго? Немојте да држите сите биткоинти во еден валет. Тоа е best practice. Тоа ние викаме segregation. Тоа segregation викаме, значи. Никад немојте да држите сите биткоинти во еден валет. Биткоин валетиве се unlimited. Може да имате милионски валети. Одвојте ги. На секој валет по пола биткоин, на секој валет по пола биткоин, тоа е многу битна работа. Пола биткоин е многу, значи збориме 0,0001 тамо. Да. Бидејќи еден биткоин рековме преку $50,000 во моментот. Да. Сега, користите hot cold. Што е hot cold? Ако имате еден биткоин, ставете го во cold, значи во офлайн легерот. Добро. И колку планете да трошите, ставате го во онлайнот. Разбрав. Значи имаш 5 биткоина во cold. Денес кога ќе купиш кола, си префрлуваш еден во хотот и си иди си купуваш кола. Дали ме разбираш? Тоа е многу битна работа. Не ги носи сите пари по тебе. Да, друга работа, офлайн подпис, тоа е многу битна работа. Значи, тоа се прави вака, се креира трансакција во онлайн компјутер и после се снима во USB драйв, после се подписува со пасвордот во офлайн компјутер
и после го носиш потписот во онлайн компјутер и си го пракаш надвор. Ова им го препорачувам Како кога физички го трансферираат ставаш големи потписот? истории. Не, тоа е дигитално, значи куцаш. Тоа е. А дигитално го куцаш. Добро, добро. Ја реков Значи, кога буквално куцаш паспорт, физички го Не. мораш да го напишеш на таблет. Не, добро. Значи, кога ние викаме потпис, значи кога куцаш пасвордот, куцај го на офлайн компјутер, сними го, па донеси го на онлайн и прати го. Тоа би се значи главните, да речеме, препораки за Secure. 1 мал милион има, јас планирам си правев некој си анализа што е ново, што е старо, пошто мене ми е струката генерално cyber security и беше разборуваме за биткоинти и гледав што се случува во светот за биткоинти, така дојдеме до до Trend Topics. Значи што се случува со Trend Topics? Сега. Првиот Trend Topics е Елон Маск, така? Човекот излезе и рече дека ние си купуваме, јас си инвестирам во биткоин и биткоинот одма отиде нагоре, така? Така. И сите мои пријатели, Твитер заедницава и такви работи, сите луѓе почнаа еве Елон го направи, супер, ја ќе го направам. И после Бил Гейтс твиташе. Или мислам дека изјава беше на Бил Гейтс. Изјава му Рече беше, дека луѓе, ако имате пари како Елон Маск, вложете. Ама ако немате, значи, и тоа е паметно од Ова негова се- страна. тоа е паметно, да. Значи, луѓево, Оти Елон Елон Маск Маск што ќе ако изгуби? изгори милиарда, влакно нема да му Ништо фали. не. Така? Да. Така. Ова А ние затоа е со многу битна работа. 5000 евра ќе изгориме бунарке, Епа. тоа нема. Другата работа, значи, ја немам, лично, знам многу луѓе. Јас знам луѓе што никад не ми верувале дека ја немам биткоините, знаеш? Никад. И знам дека некои луѓе мислат дека сум имал биткоин. Ја во животот сум имал само еднаш биткоинти. Купив за 50 евра, требаше да купам една лиценца и само биткоин бара за тестирање. Си купив за 50 на евра биткоинти за да си ја купам лиценцата. Тоа беше не знам која година. И не си ја купив лиценцата и после кога сокна биткоинот, тоа 50 евра станал 900 евра. Само еднаш во животот индиректно сум профитирал од биткоин. Јас сум човек што инвестира во стокс, значи во акции, значи. Сега кога инвестираш, значи инвестирање на акции и играње со акциите не е како биткоинот, тоа сакам да го кажам. Значи во биткоинот се прават real time продажба и купување. Значи, ако влегувате во тој бизнис, треба 24 сати да седите пред монитори и да купувате и да продавате помеѓу коин, значи имате софтвери што ви го предвидуваат тоа, имате софтвери што вика, сега Ова е може како да си берзанско конвертираш работење. Да. Само ама берзите многу имаат брзо се работно случува. време. Да, Овде нема. да, ова нема. Па тоа е што со. Значи многу од нашиот народ, купив еден биткоин и сега ќе чекам. И се буди едно сабајле, го нема. Не е тоа така. Значи мора да се прави. И една најбитна работа, пошто знам како мислиме ние доле, зашто би му го снемал? Например, го имам биткоинот и сега утре може да му падне цената. Да, а ти спиеш, ти ќе се разбудиш сабајлето, ти не го Добро, пратиш наредниот нон-стоп. ден, може после некој време пак ќе се врати. Така и со Може акции. нема да се врати. А може и нема Да. да се врати. А ти си купил веќе за физички пари. Да. Многу е real time, дали и пошто нема она затварање на берза, како што рече ти, ова се трае 24 сати. Друга работа што има да кажам, пошто е многу битно, знам дека ние у Македонија доле сакаме многу брзо да стигнеме до пари. Така затоа луѓе гледам нон-стоп се по кладионици, нон-стоп се по казини и такви работи. Биткоин ексченџот не е спортска играње. Значи да се разбереме. Знам дека Милан има нов играч, па не е тоа така. Златан Ибрахимович најбољи. Не е така. Значи, знам луѓево, знам дека ние сакаме нон-стоп по спортски и многу паметни сме и така работа, и такви работи. Тоа е чиста среќа. Биткоинот не е играње на спортска, значи. Затоа треба да пазат малце што прават и како прават со своите ресурси. Сега, пред да идеме на кај препораките, дали има некој прашање? Не, нема прашање. Препораките, те молам слободно да се префрлиме. Планирав пауза, ама не, ќе ја тераме исцело цела ова емисија додека трае. Имам и ја неколку подпрашања до тебе. Посебни подпрашања нема.
колку што ја можам да забележам, не на Твитер, единствено на Фейсбук, но не поставив посебен топик, освен најавата до тебе, нема посебни прашање. Генерално дека во светот се уште ке луѓето криптовалутите се табу тема, иако се веќе преку 10 години и очигледно е дека ќе останат. Еве, кога збориме за трендови, има ли идни на криптовалутава и дали е све биткоин? Дали треба да разликуваме, бидејќи нели се појавуваат некои други криптовалути, па луѓе се улетуваат, па ќе пропаднат тие. Дали е биткоинот биткоин или сега со појавата на овие национални валути, криптовалути кои ќе се појават, Русија и Кина, дали тоа значи дека ќе има некаква подобра гаранција дека тоа нема да биде некој балон кој ќе пукне па ќе пропадне, бидејќи имаше криптовалути кои пропаднаа, ако не се лажам. Да. Значи имаше многу криптовалути што пропаднаа. Значи повторно ова влегува во областа што се вика финансиска област. Не знам значи разлогот зашто пропаднаа. Само ја ги гледам криптовалутиве, значи моментално како некој си нов фешн бренд, така? Ние знаеме како станува фешн бренд, така ќе го платиш некој, ќе го носи некој од фудбалерите или од естрадата и автоматски стануваш популарен. Па човек да се праша, има ли потреба од криптовалути? Париве нели ја задоволуваат потребава? Еве те прашам, ти што мислиш? Што беше прашањето? Извини. Прашањето е, има ли уопште потреба од криптовалути? Еве се појавија, велиш, како фешн бренд. А има ли уопште сериозна потреба од такво нешто? Или веќе државите сакаат да реагираат, вика, слушај, за да ова не отиде у бестрага, подобро да извадиме нешто што колку толку ние ќе го контролираме и дали ќе може да го контролираат. Еве, биткоинот, велиш, никој не може да го контролира. Он е децентрализиран. Што ќе биде со новите национални валути, криптовалути? Гледај, значи сепак идеме на тоа, значи што ја определува вредноста на биткоинот, што ја определува цената, значи сите овие работи се вртат кон, значи колку трошиме, колку инвестираме, колку копаме, колку плакаме струја и такви работи. Значи ја не сум експерт, значи да ви кажам сега колку струја ви треба за да си тоа го кажав и остат, нели, ја не сум експерт за копање, значи не ги знам. И навистина, според мене, ја што знам, многу големи компании што пропаднаа со биткоинот, значи како што беше Mt. Gox и такви работи, Flexcoin, значи, тие беа директно хакирани, значи хакнати и им ги испразнија, значи сите валити, значи. Сега другата работа, дали на луѓето им треба биткоин? Зошто да не? Значи ја не гледам некој проблем луѓето да си чуваат биткоинти уопште, ама финтава е што дали да чуваат или дали да инвестираат. Значи, тука е таа тенката линија. Дали да користам биткоин за плаќање и такви работи или дали да користам биткоин за да станам богат. Значи, ја мислам дека ова треба да се праша на луѓето. Значи, ја мислам дека тоа е. Луѓето дека сакаат богати да станат. Еве во Македонија општото ниво е прилично ниско и ова е некоја нова надеж после сите оние шеми, не знам, лајанеси, 300 чудали, што ти ја знам, нешто да се заработи. Но ти упорно тврдиш дека ова не е таква, да речам, пирамидална шема, како што овие што ги спомнувам, што се јавуваат кај нас. Нели, левел маркетинг и слични работи. Тука е некаде ја гледам. Добро. Значи вака, гледам еве сега баш гледав за мојот комент дека игра улога на цената на самата биткоин и за транзакциите за такви работи, дека е врзан до струјата, значи. Гледам дека имаме тука пријатели што знаат многу подобро што се вика копање од мене, што реков во старт дека ја не сум експерт за копање и можда што реков за струјата може да има некој си мал удел, можда да не е директно инволвиран за целава работа, али сепак
сепак све зависи колку. Јас сакам да речам дека вредноста на самиот биткоин, ако се врзува на, како што го врзуваме парите на злато и на тоа, ја реков дека можем, значи едино кај што можам ја да го врзам логично биткоинот како вредност, треба да го врзам на самата струја, значи нема пази ова. Никој до сега не може да ми, јас сум зборил со многу големи мајнери, значи тука во Истанбул запознав човек што 24 сата работи мајни, ја го прашам, значи што е вредноста против вредноста на биткоинот. 2 сати ми збореше и не успее да ми раскаже што е против вредноста. Thank you very much. Значи, добро. Значи све на крај, значи на крајот иде све е на струја, пошто буквално ти трошиш енергија, дури си го држиш целиот систем на нозе. Тие не пишуваат со молив и со тетрадка, значи сите трансакции со телефон, значи се користат енергија, се користат СПУ и затоа малверите, значи авторите на малвери што инфектираат машини за мајнинг, проверуваат какви брзи машини има. Брзи машини трошат струја. Така е. Значи, сите тие што мислат дека не е врзан на струја, нека размислат уште еднаш малце подобро, пошто гледам дека дури почнаа да произведуваат сега грејни тела за дома кои според кои покрај тоа што греат дома како панелно, како греалка, она и копа. Да. А те грее со енергијата што ја троши, бидејќи огромна енергија троши, неколку киловати. И многумина ја направија таа пресметка дека копањето е неисплатливо било каде во светот, освен ако имаш твоја приватна мини хидроцентрала. Да речеме. Или бесплатна енергија. Значи за мене лично, мене многу пати ме прашуваат на што ќе врземе биткоинот, значи по кафански и по такви муабети. Ја навистина, освен струјата не можам ништо да го врзам, значи. Пошто како рече, нели, значи ти копаш нафта, според нафта си продаваш, си земаш злато, според злато златни резерви, па го вртиш на пари, значи ја не сум експерт, али горе-доле знам како иде оваа работа. За биткоинот ти копаш струја. Значи буквално за да копаш, за да го држиш целиот систем на нозе, ти си ставаш енергија, си трошиш струја, си трошиш CPU, си трошиш вакви работи. И затоа ја мислам дека све е врзано на тоа, значи на самиот матрикс. Значи за да го држиме целиот самиот матрикс на нозе, ние трошиме струја, нажалост. Значи све ова што правиме, ја од дома ќе ви кажам, ја моментално кај мене у куќето Амстердам имам 140 уреди, имам смарт уреди, значи 140 уреди си троша струја кај мене, пошто за да биде паметно нешто, треба да биде онлайн, треба да биде актив и тоа троши струја. Значи едно обично дугме што беше мануално за да го исклучам сејалицата од собата, сега ми е нон-стоп онлайн, значи нон-стоп троши струја, нон-стоп е врзан на некој си клауд и тој клауд троши струја. Така да, сепак иде на струја на Тесла, ама нема врска, ајде, да продолжиме. Синат, кажи ми, рече на почетокот им се заблагодаруваш на сите оние, ти спомна за себе дека си сакал да останеш овдека со твоето знаење и познавање, кое и пред да отидеш беше изворедно големо и високо, но направиле се да те избркаат од земјава. А сега си надвор супер успешен. Им се заблагодари на нив и да ги заборавиме. Но кажи ми, како живееш? Значи вака, мене ме прашува како беше во Италија, како е у Холандија и Турција и така. Како да работуваш, каков ти е животот? Каква е оваа работа? Велиш дека е дефицитарно. Како луѓе млади кои имаат кликер како тебе, ти си уникатен на некој начин, но има и други млади луѓе, како да се инспирираат да дојдат, па можеби да работат за тебе. Велиш, нон-стоп треба ваков кадар. Нема ни цел свет. Значи работиме, заработуваме доста солидно, значи за таа работа што го правиме. Тоа е едната работа. Вторава работа, значи во животот секојаш е вака, некојаш многу работиш, малце заработуваш и како си идеш ја имам 41 година, значи јас сум 20 и кусур години во значи ја првата диплома за Windows 3.11 сум го земал 94 година, така да има луѓе што уште не биле родени тоа време. Нема врска, да не се враќаме на тоа.
Значи, ние снимаме игри преку FM радио, значи пракаме со Commodore 64, си пракаме преку FM, значи На 103 користиме првата FM емисија радио. на радио Да. за компјутери ја имав. На радио, човече, Да. уште не знам никако ја Да. правевме. И пуштаме игри, значи, и го снимаме на магнетска касета и после ги пуштаме на Commodore 64. Така да, уште еднаш гледам некои коментари си, баш го отворив. Да, те молам одговори за слободно. майнинг и такви работи. Да, за майнинг и такви работи. Колку криптовалути има твои гости? Не, ја немам никакви криптовалути. Ја не дојдов тука да зборувам за майнинг, јас дојдов да зборувам само за security. Така да, Друг ќе ја збори за немам майнинг. криптовалути. Да, негде понеделник, друг ќе вторник збори ќе за има майнингот, да. има друг Супер. гостин најавено. Ќе има повеќе Значи, гости. да. Огромна е темава, а ти добар сегмент покри. Значи за майнинг, за сите тие работи, за вредноста на биткоинот, за сите тие работи ќе кажат експерти, ја тоа од старо кажав, ја не сум експерт. Све што кажав во врска со майнингот, во врска со вредноста, во врска со све што дека Но да. Тоа Сега, е. ја разбрав значи- дека посигурно за работа за заработувачка од твојава нема. IT сектор велиш, но во IT сектор е една широка лепеза од работи, од нели, систем администратор кој е можеби еден од највисоките топ 10. Еве од тебе дознаваме дека најбарана. Ти работиш за Cisco за колку земји? Значи вака, во Cisco моментално сум одговорен за Northern Europe и Турција. Тоа е, мислам, околу Северна 14 Европа земји, и ако не сум. Турција. 14 Northern, земји. да. 13, значи вака, имаме, колку имаме? Еден ваму имаме 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 или 12 сега. Да не. Добро. И пошто и балтичките пагаат исто под моето. Значи, значи така работам за Cisco. Како се генерално, обучуваат кадри во твојов сектор? Како наоѓаш нови деца? Ете, речев си повлекол неколку од Македонија, си повлекол неколку од Италија, Да. но тоа било на почетокот. Како се развиваат новите? Дали е пак тоа на талент на човек кој сам сака да рчка или постои некаков процес кој може да го помине, да вложи во себе во образованието, за да дојде таму така како тебе? Значи вака, нажалост, ниту кај нас доле, у Македонија, ниту у светот, уште немаме предефинирано значи cyber security, career path да речеме, почнувајќи од основно. Пази, Разбирам. не зборам до средно, пошто децава од основно више користат мобилен телефон. Така? Така е. Значи го немаме тоа, нажалост. Тоа го немаме, можда некој ден ќе го имаме. Значи една работа е дека сами треба да се едуцираат. Значи сами треба да идат на онлайн курсеви. Вака, значи на моето време ние немаме ништо онлайн, човече. Ја порачував книги од Турција, се сеќавам, уште ги имам дома. Значи за програмски јазици, за TCP/IP, за Clipper, за Fortran, за Basic, за книги, значи. Значи ја немав YouTube да си влезам и некој да ми раскаже мене, да ми покажува со графикони како се програмира и такви работи. Све читаме и си правиме филм у главата како ово у суштина работи, пошто и немаме и компјутери. Ја се сеќавам многу добро 95-ка Windows излегуваше, како денеска се сеќавам, мене прв ми стигна книгата, ја читав книгата комплетно и после дојде, значи имав шанса да го инсталирам оперативниот систем. Значи првиот читав книгата, па после ја инсталирав оперативниот систем. Значи од тоа време идеме ние. Сега децева имаат све и свашта. Значи особено можат ако се фокусираат, можат да се надградат. Но толку ли е, дефинитивно. зошто пак сепак ако е толку платено, cyber security, ако е толку платено, ако е толку динамично, интересно, патување и така натаму, еве викаш дека се сметаш за успешен човек и те знаеме дека си успешен, еден од најуспешните од Македонија. Зошто толку малку кадар? Што е она што бара? Интуитивност, интелигенција, Шерлок Холмс, дали се уште тебе ти значи, кога, знаеш, бидејќи за нас широк поиме кој ќе кажеш cyber security. Но што правите вие? Ја cyber security ми е антивирусот да го ставам и да се заштитам. Но сигурно има многу поголеми овдека. Вие работите, претпоставам, за држави, за интернационални компании, за телеком, за провайдери.
Да, значи вака, самиот IT сектор, значи во самиот IT сектор, како го гледате, значи се делат на окей, сега ќе идеме на IT малку, така? Значи имаме леери на самиот IT сектор. Значи го имаме endpoint леерот, го имаме network, го имаме web, го имаме email и сега више cloud леерот. Така? Овие се значи технологии што го знаеме у IT светот, така? Сега, вие може да бидете експерт на сите леери, што многу тешко, значи, да бидете експерт. Може да бидете, ама не може да продолжите да се апгрейдирате на сите леери. Значи, вие секоја си бирате на кој леер ќе бидете како експерт. Значи, ако сакате endpoint, ако специализираш. Да, ако се специализирате на самиот endpoint, тоа значи дека ќе знаете апликација. Ако знаете апликација се дела, значи дали ќе идете на веб апликации, или ќе идете на класичните апликации, значи ако сакате малце да излезете од endpoint, така, значи на кај нетворкот, тогаш треба да бидете нетворк експерт, така. Значи треба да знаете како работат нетворк протоколиве, како што се таму, значи оси леерот и така дали. Малце сакам од нетворк да бегам надвор, така како бегаш интернет. Треба интернет да знаете, така. Интернет како комуницирам преку имейл, треба да знаете малце, така. Добро, имейл не е само имейл, имаме и прокси, така, што проксираме, значи кога влегуваш во google.com, тоа се некој си прокси, така. И гледаме прокси. Сега, ова е IT светот, значи кај може да одиме, така. И све ова што ви го раскажав, остаток може да се го имате и во клаудот. Тоа што ви кажеме клауд. Сега, вие како IT експерт може да се специализирате во овие области, во овие леери. Ја како cyber security експерт сум безбедноста на овие леери. Значи, јас сум експерт, да речеме, за defense in depth стратегија. Значи, јас знам точно како треба да се заштити еден endpoint, како треба да се заштити еден network, еден email, повтори го, defense in depth, првиот збор, што си експерт? Defense in depth. Defense in depth. Тоа значи војна стратегија каде што ставаш леери на одбрана, значи. Од кого? Значи тоа ти е како од непријателот. Нели ставаш група на луѓе, па после имаш вакуум зона, па ставаш канали, па пак си редиш војници, па имаш канали, па имаш вода, па пак си редиш. Значи така и cyber security, значи колку е cyber светот денеска? Има ли, зошто нема конечно решение? Извадиш некој фантастичен софтвер, и заштитени сме. Но очигледно дека како што и вие се развивате, и хакерите, предпоставам дека за хакери збориш, кои пробиваат да земат податоци, да влезат во сметки, во државни тајни, во корпоративни тајни, и они се развиваат. И ова нема крај, ова е нон-стоп. Ти си нон-стоп војна, ти и на самиот почеток рече 24 часа морам да сум на располагање, бидејќи одеднаш ако се случи напад, ја морам да реагирам. Така е. Значи вака, твојот збор, значи твоето прашање во врската со зошто немаме магичен уред, така, или silver bullet ние викаме, значи она пријатно, да. Да, за убивање на вампири, така, silver bullet се викаше. Че да имаше таква технологија, ја немаше да бидам сега тука. Ја немаше да ви зборам, ја немаше да имам работа буквално. Фирмата моја или фирмите, ја што им давам адвајс и консултантски услуги, ќе ја купеа таа технологија и нема да имаат потреба од сенат или луѓето како сенат. Така да, никад нема да имаме уред, значи, или некоја се вештачка интелигенција или што ја знам, што ќе не брани од сајбер нападиве, никад тоа нема да се случи. Една работа. Втора работа, јас секој што го кажувам, значи ние ги форцираме хакерите да станаат пософистирани. Зошто? За да ве пробијат. Да, значи што прават? Тие имаат една метода за да инфектираат еден компјутер, така? Ние што правиме, ја дознаваме методата, ја затвараме. Тие кога гледаат дека ние сме ја затвориле таа врата, тие наоѓаат друга врата, посовремена врата или поголема врата или покомплексна врата. Ние пак ќе го затвориме, он губи пари, не може да живее, он иде учи повише, се софистира и се враќа назад со пософистиран атак.
Значи, ние викаме we are forcing the bad guys to innovate. Значи, буквално, значи, ние, водејќи војна против нив, нив ги правиме по-ефикасни. Па ти ми го раскажа сега филмот Матрикс. Ти си на некој начин Нио, а за да ти се спротистават, смитовите морат да се размножуваат. Да. Интересно. Значи, значи така да, сега малце, значи, recommendation рекоме, нели? Да, препораки. Јас сакам, од нашиот народ, значи, пред да инвестираат, само да направат search I lost everything in crypto. Значи, ова е search keyword за Google, I lost everything in crypto. Нека си срчираат, таму имаат луѓе што постирале како биле хакнати, како изгубиле све, како изгубиле пасворд, како да читаат малце од историите, од грешките, искуствата. Од искуствата, да. И така да си решат буквално дали ќе влезат во ова игра или не. Али дефинитивно сум за биткоин, сум секој да си има биткоин, секој да си го користи и немам ништо против луѓето и да копаат и да профитираат и све, али све тоа треба да има некој си логика според мене и некој си лимит со колку ја читав баш денеска некој си истории, гледам човекот си продал све, инвестирал во биткоин и се е на улица, значи има и такви луѓе. Значи тоа окей, доволно беше. Уште ова кажи ми. Постои ли нешто чесен човек, просечен, да седне и да се мачи нешто да работи онлайн? Тоа ми е најчесто прашање. Можам ли ја нешто да работам онлайн и да заработувам? Луѓе тоа највише говорат. Дали можам да гледам реклами? Дали можам нешто да кликам, нешто да правам? Како можам да заработам онлайн? Што препорачуваш ти? Значи вака, пред пандемијата, онлайн заработката беше генерално врзан кон IT. Значи, некои сектори што се претворија во онлайн, како продажба, како ритейл и такви работи, тука имаше многу работа што може да се направи онлайн. Значи, онлайн супорт може да се направи. Може да се направи онлайн едукација, да даваш едукација и такви работи. Сега со пандемијата више, секој сектор премина во онлайн. Значи, денеска буквално јас знам луѓе што даваат курсеви онлайн за чистење на куќа, за готвење, за шишање, значи до тој степен дојде работава, значи. Значи некаква специјализација еснавска која во реалниот живот би ја работел. Не, јас зборам. Еве ја имам професија. Сега ќе дојдам дома и ќе играм игри. Добро. Но наместо да си го трошам времето, ја друга професија не можам. Можам ли нешто како part-time job да работам, да отидам? Да, дефинитивно, значи вие може да си најдете работа, значи како што ви реков, моментално у светот многу струки идат онлайн. Ја ќе ви кажам само една работа. Што можам ја? Еве, што би ми рекол мене? Еве, немам нешто стручно способен. Да, најлесно е да се оди на IT support или technical support или call center support во некоја област. Значи, знаете англиски, така? Може да се аплицирате за call center support, пошто го знаете јазикот, за некоја си онлайн продавница, за некој си support, значи ќе се земате тренинг. Да речеме, например, за овој урод тука, така? Значи, овој урод се продава низ цел свет, така? И за нив им треба support. Им треба support што некој што знае англиски, ако продава за Македонија, ќе им треба support за Македонија, значи те учат за продуктот и даваат обука за продукт и си работиш од дома без никаков проблем. Значи тоа гледаме голем раст на support сервисиве за онлайн. Ова е една работа. Ако имате ваша струка, тоа више се знае, многу полесно може да стигнете до онлайн, али јас сепак мислам дека ако мислите дека ќе бровсирам и ќе се значи да се најдам некоја работа кај што седејќи на Facebook дека ќе пешалам нешто, тоа нема. Значи да се разбереме, такво нешто нема. Така. Да, такво нешто нема, али ја препорачувам, значи генерално на многу луѓе им го препорачувам тоа да се гледаат значи call center
позиции. Еве, баш го видав, моментално се... го гледам додека ти ми говориш, отидов на кариери, thebalancecareer.com, онлайн чат agent, и каде можеш да аплицираш, каква е работата, па ќе видиме, да, можеш што се вика part-time job, бидејќи сега заради пандемијата многумина видоа дека можат и својата работа да ја работат и малце нешто да прошират, бидејќи многу се ориентира онлайн, конференции, работење, кол центри, еве и ти како што препорача и така натаму и така натаму. Доста корисни информации ни кажа Сенат. Благодарам што ме имавте вечерва. И така, значи, како што реков, ја дојдов само security делот да го опфаќам. Иако знам многу работи за копање и такви работи, не сум експерт, ја не сакам многу да зборувам во теми што кај што не сум експерт, затоа све што кажа во врска со копање, со финансии, со такви работи, се тие мои лични мислења. И значи тоа, се надевам дека сите ќе купуваат биткоинти, сите ќе профитираат и дека нема да ми се јават, пошто ми се јавија до сега е на 10-15 во задниве 5-6 години со украдени биткоини, со заборавени паспорди и такви работи. И така, значи само common sense да си ги пратат без практисиве, значи секој што си има биткоин. Google им е најголемото место каде што може да читаат и да се едуцираат, значи. Ако имаш биткоин валет офлайн на компјутерот, си влегуваш во Google и викаш how to protect my offline Bitcoin wallet. И ќе ти каже 5-6 работи што треба да се направиш. Не треба да бидеш експерт, не треба да му се јавиш на Сенат или некој друг експерт за cyber security. Значи, нема... Самиот Google ќе каже што... Самиот Google е веќе на толку високо ниво да има огромна доверба да се консултираш со него. Да, како не. Значи, best practices to protect my offline wallet, best practices to protect my online wallet, best practices to protect my ledger и така работи. Значи, многу лесно може да стигне до овие информации, али секако тие може да ме исконтактираат од Twitter или од LinkedIn. Ја немам други социјални мрежи освен LinkedIn и Twitter. Така да. Тоа е, ако немаат уште некои прашања... Не, ти благодарам многу. Поздрав до тебе, поздрав до твоите пријатели, поздрав до Томас, нашиот заеднички, но особено поздрав до ти се запознаваш со реалноста на ова поделено општество наречено Македонија, гледаш какви реакции имаше само информацијата дека ќе гостуваш кај мене, па требало, не требало. Ние сме во една очајна ситуација, а ти, да ти кажам, си еден позитивен пример, кој не само што ни помогна, туку се надевам дека инспирираш, затоа што луѓе ќе препознаат дека стварно не си од Марс паднат, туку си вреден човек кој успеал затоа што бил вреден, трудолюбив и се вложил во тоа. И тоа да им даде насока на помладиве кои едноставно се згрозени од оваа ситуација, кои не дај Боже да ги читаат твитовите за твојата и мојата најава, ќе се чудат. Мислам дека ја секогаш сум позитивен во оваа работа. Ја мислам дека некој се шалеше, ја мислам дека некој знаете ли како кај нас? Кај нас секогаш се става значи личниот идентитет пред знаењето, значи ние не сакаме да слушнеме Сенат пошто бил од гостивар. Јас сум слушнал вакви работи. Исто така, не сакаат да го слушаат Сенат затоа што е кај Јанко. Да, има и такви, значи. Има. Значи, никој не ја гледа темата. Не. Никој не ја гледа темата. Секој си коментира зошто својата Сенат и суета. Мене уопште. Да, значи ние сме тука, јас сум тука како еден фикс, значи еден персон, не мора да бидем Сенат, можеме маска да носам сега и да ги зборам истиве работи и тие ќе научеа нешто, пази. Така е. А ја можам само да бидам така? еден обичен Y или нула, кој само ќе даде простор на човек како тебе. Фала ти уште еднаш. Добро За 5 години ти ќе бидеш вештачка интелигенција и ќе зборам со некој си лик што
не ни постои во светот. А ја дома Ние ќе сме седам сите. и плата ќе ми стига, мојот artificial intelligence. Ај ќе го направиме, нека ја води емисијава. И ќе седиме дома, ќе земаме плата. Значи, сите ние ќе не снеме од овој свет. Така, Сенад Јанко, знаењето што го имаме, ако го трансферираме, тоа ќе остане. Затоа не е битно од кај го земате знаењето. Дали е Сенад, дали е Јанко, дали е... Уопште не е битно. Уште еднаш ти посакувам се најдобро. Благодарам. Ти посакувам добро здравје, тебе, на твојата фамилија и се надевам дека можеби ќе имам и некоја друга прилика. Мене ми беше ова навистина пријатно искуство со тебе разговоров и доста работи се научија. Уште еднаш ти благодарам многу и се најдобро. Благодарам. Пријатно. Се гледаме. Чао. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.